Dobar den, Makedonijo! Dobar den, narode na Makedonija! Demokrati, predstavnici na narodu na site građani na Makedonija, nezavisno od vera, nacije, religija, se nađat pred Kanal 5, poznatата televizijska kuća. Ние денес дојдовме овде да протестираме против тоталната блокада што ја имаме од медиумите, вклучувајќи и телевизиската куќа Канал 5. Постоиме 5 години. Во 5 години еднаш не имаат поканато. За жал, ние денес сакаме да им опатеме порака на Канал 5, најголемите телевизиски куќи во Македонија, локални телевизии, радија, портали, дека помина времето кога ги блокираат паметните, интелигентни луѓе, храбри кои што се борат за доброто на Македонија и народот. Доста беше промовирање на криминални политички структури од редовите на СДС, ДПМН, ДУИ. Доста ни ја уништуваат нашата убава Македонија и ние како народ после 33 години постоење ко независна држава пропаѓаме се подлабоко. Почнавме како независна држава, овие политички криминални структури не претворија во депонија за ѓубре, но пополека, но сигурно прераснуваме во огромна септичка јама. Ние како демократи нема повеќе ова да го дозволиме и затоа ги повикуваме медиумите да престанат да ги поддржуваат овие политички криминални структури со тоа што секојдневно се на нивните програми, дали се тоа политички или вести. Ние како демократи постоиме 5 години, од април на почетокот почнавме со протести. Протести против Уставниот суд, против нивната срамна одлука што ги зголеми платите на функционерите во просек за 78%. А нема пари за пензионерите, за здравствените работници, за полицијата. Нема пари за лекови. Болниците ни се претворени во мртовечници. Нема за тоа пари. Но има пари за криминални функционери, политичари, кои што 33 години ја разнипитуваат, продаваат, уништуваат ова наша убава Македонија. Го осиромашија народот. Пензионерите имаат по 9.000, 10.000 минимална пензија. Кој може да живее на таа сума на пари? Дојдени сме денес затоа што организиравме протести како и денес на многу теми. Организиравме протести за поддршка на пензионерите, за сиромашните пензионери, да им се зголеми пензијата, да имаат домови, да некој се грижи за нив, минимална пензија да биде како минимална плата. Организиравме протести против бугарскиот геноцид што се врши со децении, против Македонија и македонците. Организиравме протести против уништеното здравство, против криминалот што владее во здравството, во Министерството за здравство, во веледрогериите. Предлагаме и предложивме да има државна веледрогерија, кој што ќе биде конкуренција и ќе биде способна да набавува лекови по поевтини цени, да имаме лекови
Minimalno 1 godina во резерви, а не цело време приказни да ни кажуваат од Министерството за здравство дека наводно тендерот не поминал, почекал тендерот, луѓе умираат секојдневно затоа што има недостаток на лекови. Зар ќе чекаме со месеци диагноза? Немаме лаборатории. Викат имаат една лабораторија за најтешките болни од канцер. Па имајте 2, 3, 5. Зошто имате само една? Затоа ги повикувам медиумите и ги... Јас лично, како човек и председател на политичката партија Демократи, сметам одговорни. Зошто тие новие најважни теми, новие најважни протести што ги држиме низ Македонија, не собраја сили да, барем ако не ништо друго, 10 секунди да кажат дека држиме протести за доброто на пензионерите, против бугарскиот геноцид, за подобро здравство. Што е од тоа поважно? Поважно вие таму горе во таа пустина, во таа шума, да го покажувате Касами. Касами е човек, градоначалник на Тетово, националиста и редентиста, да го покажувате неговиот пријател премиер од Косово, кој што дојде неофицијално. Илјадници новинари одовте и камери не знам што. Срам да ви е. А немате време за овие најважни работи. Немате време за некој што се бори за доброто на граѓаните и Македонија, за подобра економија, здравство, образование, за пензионерите, за животната средина. Затоа немате време да дојдете и да им посветите 5 секунди. Само едно можам да ви кажам. Вашите денови се броени ако продолжите вака да ги поддржувате овие криминални застолнички банди. Освестете се. Медиумите треба да се и секојаш треба да работат за доброто на народот на Македонија, а не за криминални политички структури и нивните криминални злосторнички банди. 33 години не уништувате. Какви медиуми сте бе вие луѓе? Се обраќам до Канал 5. Што е тоа? Кој ги викате на вашите програми политички? На вашите вести? Бивши криминалци, бивши политичари, кои што уништија Македонија. Да не ви ги бројам по име, ќе ви ги бројам еден ден. Освестете се. Каде се нови луѓе, паметни луѓе? Има во Демократи, ги има низ Македонија. Зошто не ги повикувате нив како гости? Да предложат нови идеи. Зошто не повикувате нас и другите да кажеме како ние мислиме ова наша држава да ја спасиме од овие криминални злосторнички банди и како да креираме врвна економија, здравство, образование, инфраструктура. Повикувате, се радувате на националисти и редентисти, на шовинисти, на политички криминалци, бизнисмени криминалци. Не сум тука да ви кажам што да правите, но морам да ве предупредам. Демократи се нова сила, формирани од народот за народот и со народот. Ќе ве спречиме. Ако не сакате да го промените правецот, ако не сакате да работите за доброто за народот и Македонија, ако сакате понатаму да продолжите по истиот пат да работите за овие криминални политички структури и нивните злосторнички криминални банди, тогаш ќе ве спречиме. Ќе дојде тој ден која ќе си платите. Ако во иднина продолжите од денес натаму, истата приказна ја пеете, ќе ве сметаме соучесници и предавници на македонскиот народ и на другите народи и народности во Македонија. Ќе ве сметаме
predamnici na Македонија. Ние како демократи предлагаме едно единствено. Сите што се занимаваат со криминал и корупција и што се предавници да бидат кривично прогонувани и сместени во долгогодишни затвори. Нека кршат котски гранитни. На Македонија му треба луѓе кои што ја сакат Македонија и што сакат ова држава да оди напред. Нас не ни треба медиуми кои што поддржуваат криминални политички структури. Нас ни треба медиуми кои што ќе поддржуваат честни граѓани со работно и животно искуство кои што можат да ја спасат Македонија и народот. Граѓаните се револтирани. Велат кога да погледнеме на телевизија од 30 минути, 29 минути, СДС, ДПМН, што рекол, криминалци, овона, никој не нуди решение. Какво решение нудат? Кажете ми мене, кој ќе седнат во вашите програми, во вашите студии овие криминалци. Или нерани мајковци во најмала рака неспособни политичари. Погледнете приказната на Мицковски. Ајде сега ќе одиме одма на избори, па после ќе направиме некој договор, ќе разговараме за промена на уставот, ќе разговараме за бугарите, ќе ви кажеме точно како ќе развиеме ова економија и ќе спасиме народот од сиромаштија. Лага и превара. Господине Мицковски, жал ми е што си во таа партија, не си способен не да водиш партијата, не си способен да водиш Македонија. Доста со лаги и измами се користите. Зошто не повика на промена на криминалниот изборен законник? Итно, па да одиме на избори, да видиме како ќе биде, дали ќе добиете пратеници колку. Затоа што на народот, на гласачите му е преку глава од вас. Ги држите под страф, уцени, закани и што не. Креиравте армија на јавна администрација која користите и ја заплашувате, мора да донеси 5-10, мора да гласа за вас. Ја уништивте државата бидејќи вработувате партиски. Некои се вработуваат по националност. Глупост невидена. Единствен услов за ова држава да оди напред. Треба професионалци да ја преземат. Треба да се вработуваат професионалци. Стручност, искуство, знаење, честност, а не основа да биде некоја религијска или партиска припадност и не знам што, некакви глупости. Вашиот пат е само пат што го нудите на уништување на Македонија и народот. Демократи нудат спас, демократи нудат нешто добро за секој граѓанин, демократи нудат просперитет, демократи нудат фер и демократски изборен законник со отворени листи. Отворени листи значи ќе гласаме за поединци, за квалитет, за стручност, за честност. Не ми треба мене приказни, гласајте за број 3, заокружете за некоја идиотска партија што до сега не уништуваше. Нас ни треба да гласаме за луѓе со богата биографија. Имаше еден Груевски премиер кој што креира кога владееше пред 15 години, кога почне дојде на власт, детска градинка. Со 23, 5, 6 години стана министри. Лудост! Рецепт за уништување на Македонија и на се што е македонско, уништување на народот, уништување на економија, здравство, инфраструктура, животна средина и што не. Демократи нудат живот, демократи нудат спас за Македонија, заедно со граѓаните независно вера, религија, ќе ја спасиме ова наша држава. Ќе креираме врвна економија, ќе креираме врвно здравство, пензионерите ќе имаат многу повисоки пензии, ќе се грижат за нив, ќе градиме државни домови, ќе имаат лекови, здравството. Не можат лекари, медицински сестри и персонал здравствен да има мизерни плати. Не може болници и здравствени установи да бидат без
Oprema, kako će postavувати dijagnoza? Najdobrio lekar da go donesite u Makedonija. Bez medicinska oprema ne može da vas postavi dijagnoza. Kažem na početok, bruka, čekat bolnite od raksom meseci, da mu se dade rezultat, od koje će mu se dade pa čekat so meseci posle intervencije ako treba operaciji nešto drugo. Ne uništivte, no će ve zaprime, zato se tuka demokrati. Poslednji povik do Site Medumi i do Kanal 5. Osvestete se, počnete da je koristite vašite televizijski kući, vašата moć, za dobroto na Makedonija i narodu, za dobroto na sve što je u Makedoniji, od ekonomija do zdravstva, do obrazovanja. Počnete da работите една за секоја за народот, zato što ako продолжите понатаму да работите за овие злосторници, крајот ќе ви дојде. Секој ќе одговара за злосторствата што ги има направено или ќе направи во иднина. Да живее Македонија, да живее македонскиот народ, Македонија вечна и вековита. Македонскиот народ вечен вековит и другите народи и народности вечни вековити. Заедно можеме, заедно сме сила, заедно ќе успееме, народе со демократи.